Масоните и големата ложа на Македонија. Масоните, или наречени слободно зидарство, имаат и веруваат во петте основни идеали на масонството, а тоа се слобода, еднаквост, братство, толеранција и хуманост. Тие треба да се живеат преку практична обука во секојдневниот живот. Масоните се организираат во така наречени ложи. Бројот на масоните ширум светот, колку што е објавен, многу варира во зависност од изворот. Односот помеѓу масонството и религијата е често напнат, но диференциран. Ложите вкоренети во француската секуларна традиција ги избегнуваат религиозните обврски и се гледаат себеси како чисто секуларна етичка унија. Групите кои го црпат својот светоглед од англиското масонство, поголемиот дел од ложите активни во Германија, исто така се вбројуваат меѓу нив. Фундаментално претпоставуваат божествен поредок, но во нивните стари должности тие бараат темата на религијата да не биде предмет на спорови во масонеријата. Исто така не е потребна експлицитна религиозна исповед. Римокатоличката црква смета дека припадноста кон масонството е некомпатабилна со низините начела. Во Мека во 1974 година Исламската светска лига го прогласи слободното зидарство некомпатабилно со исламот и ги повикува сите муслимани кои припаѓаат на некоја ложа да си заминат. Така и во Македонија постојат масони. Хирургот Угриновски е голем мајстор на големата ложа во Македонија, а исто така и голем мајстор на големата ложа на Македонија е Живко Груевски. Македонија има над 2 милиони жители, од нив 70% се етнички македонци и околу 25% се албанци. Овде долго време немаше ништо масонско. Во 2005 година беше инсталирана голема ложа од англичаните, од Руди Рабе. Големата ложа на Македонија е редовна и постои од септември 2005 година. Има 5 ложи со околу 200 членови. Покрај оваа редовна голема ложа на Македонија, постои и уште една редовна голема ложа на Македонија, поделена на 3 ложи. Прилично терминолошки хаос. Ова е можно бидејќи масонските ознаки не се заштитени. Околу 2000 година, на почетокот на англиската развојна помош, извонредно и исклучително ретко големата ложа на Македонија беше инсталирана лично од големата ложа на Англија, наречена УГЛЕ. Во 1996 година група македонци се обратиле до УГЛЕ со желба да им помогнат да воспостават редовно масонство. Но ова одговориле УГЛЕ по внимателно испитување на македонците. Тие беа распоредени во некои лондонски ложи за наблюдување и набрзо беа квалификувани како погодни и соодветни личности. По исклучок во 1997 година на англиските ложи им беше дозволено да започнат 3 дела во различни степени во еден ден, земајќи ги македонците и издигнувајќи ги во мајстори, масони. Мажите потоа редовно патуваа од Македонија во Лондон и учествуваа во работата на нивните англиски ложи. Набрзо добија дозвола да основаат инструкциона ложа во Скопје, која редовно ја посетуваа и поддржуваа англиските браќа. Се разбира, честите летови до Лондон чинат време и пари, па така во октомври 2001 година англиски тим браќа ја основаа скопската ложа број 9721 на УГЛЕ во Македонија. Ова функционираше на англиски, што беше малку проблем бидејќи многу кандидати не зборуваа англиски, и така набргу потоа е основана ложата Единство со број 9749 со дозвола да се работи ритуалот на македонски јазик. Во 2003 година следеше ложата Бела Зора под број 9765, исто така на македонски јазик. Во годините што следеа, овие 3 ложи докажаа дека можат да ги земат работите во своји раце и затоа во Лондон беше одлучено да се формира големата ложа на Македонија. Основачкиот фестивал во македонскиот главен град Скопје беше особено голем масонски состанок. Учествуваа 15 големи ложи, 11 преку нивните соодветни големи мајстори. Новата голема ложа веднаш беше препознаена од УГЛЕ и другите големи ложи. Се верува дека во Македонија масоните ја контролираат државата и власта и за нив не важат законите. Во рацете на масоните се судбините на сите државјани на Македонија и они, како ќе кажат, така прават политичарите.
Кога ќе одлучат они за нешто да биде така, другите не се прашуваат дали и кога ќе биде така. Па така во рацете на неколку луѓе е судбината на цела држава. Оние одлучуваат во кој правец ќе се движи државата.